Здраво на сите, ние сме Саша и Маја Димитриевич, ѓакони во Христијанската црква Блага Вест во Република Македонија. Се ближи еден од најголемите христијански празници, Великден или Христовото воскресение. Но пред да дојдеме до овој историски чин за целото човештво, она што мене лично ме воодушевува е понизноста на Господ Исус Христос од самото негово раѓање се до самата смрт на крст. Поради неговата понизност и делото што го направи Исус на крстот за сите нас, како чин на понизност и на љубов, Исус за мене е најголемиот човек во историјата на човештвото. Имено кога меѓу учениците на Исус еднаш се разви една расправија за тоа кој е најголем меѓу сите нив, погодете што им одговори Исус. Најголем меѓу сите вас е оној кој што е најпонизен. Значи, Исус не кажа дека е најголем оној што го знае најдобро Божиот закон или оној што е најпаметен или најбогат, туку оној кој што е најпонизен. Понизноста на Исус се гледа и на празникот Светници, кога влезе свечено во Ерусалим, тој иако беше цар, во градот влезе понизно, јавајки на магаре. Исус, кога дојде на земјата, го воспостави и го покаже на дело библискиот модел на лидерство. А тоа е, за да водиш, треба да служиш. Исус дојде на земјата за да служи, а не за да му служат. Не дојде за да му прават метање, ниту да му бацуваат рака, туку дојде да им послужи на луѓето. Како? Одеше од место на место и неуморно ја проповедаше радосната вест. Ги исцелуваше сите болни, ги ослободуваше од демони, воскреснуваше мртви, ги хранеше гладните и на крај се даде себе си како совршена жртва за нашите гревови. Денес моделот кој важи во светот е, ако сакаш да водиш, сите треба да ти служат, а ти да командуваш. Но во една прилика Исус на своите 12 ученици им ги кажа следните зборови. Ако некој сака да биде водач меѓу вас, нека им служи на сите. Тој што сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга, како што јас, синот човечки, не дојдов за да ми служат, туку јас да им служам на луѓето и да го дадам својот живот како откупнина за мнозина. Тоа е пишено во Светото писмо во Евангелие по Матеј 20 глава од 26 до 28 стих. Исус она што ги учеше учениците, прво тој го покажуваше на дело како личен пример кој што сите ние треба да го следиме. Исус пред да биде предаден, додека вечераа во собата, се стана од вечерата, ја соблече својата наметка и се препаша со крпа. Потоа тој налеа вода во леген и започна да им ги мие стапалата на учениците и да им ги брише со крпата со која беше препашан. Потоа им објасни зошто тоа го направи. Кога јас, вашиот Господ и учител, ви ги измив стапалата, тогаш и вие треба да си ги миете стапалата еден на друг. Јас ви дадов пример за да постапувате и вие како што јас постапив со вас. Значи, Исус им ги изми стапалата на сите ученици. Исус, кој што не беше обичен човек, иако беше столар по занимање. Тој беше Господ, семоќниот Бог, господар на господарите, цар на царевите. Тој клекна пред бившиот собирач на данок и му ги изми нозете. Тој клекна пред Јуда, кој што го предаде за пари и му ги изми нозете. Тој клекна пред Петар, кој што 3 пати се одрече од него заради страф за својот живот и срам и му ги изми нозете. Иако знаеше дека тоа ќе го направат, Исус знаеше дека не се совршени и им остави пример како треба да се служат еден на друг. Он знаеше дека ова ќе им биде потребно и дека ќе остане во нивно сеќавање. Исус на овој начин ни даде пример како и ние, кои што сме негови следбеници, кои се нарекуваме христијани, треба да постапуваме еден со друг. Треба да си служиме еден на друг, а не да се надпреваруваме кој е поголем христијанин, поголем верник, кој е во право и така натаму. Исус беше понизен до самата смрт на крст. Исус, иако беше Бог, тој во ниту еден момент не се однесуваше надмено над луѓето, ниту го искористи тоа што е Бог за да си придобие нешто за себе. Туку напротив,
Тој се откажа од се и стана слуга. Дојде во облик на тело како човек, живееше како човек и како човек тој се понизи и остана покорен и по цена на својот живот. Тој остане покорен и понизен до самата смрт на крст, која што во тој момент, во тоа време беше една од најтешки и најсрамни облици на смрт, каде што така ги убиваа само разбойниците. Исус беше убиен и распнат како најголем разбойник, а беше Божи син и немаше ниту еден греф. Тој беше измачуван и предходно, пред да биде распнат. Како овца го одведоа на колене безгласна, а тој ниту еднаш устата своја не ја отвори, не се побуни, не ја бараше својата правда, туку остана понизен до самата смрт и така понизно умре распнат на крст. Поради тоа Бог го превозвиши и му даде име, кое е над секое друго име, и пред името на Господ Исус Христос да клекне секое колено и секој јазик да исповеда дека Исус е Господ, за слава на Бог Отецот. Честит Великден, драги пријатели! Нека сето она што Господ Исус Христос го направи на крстот за целото човештво и нека овој пример за понизност се исполни во вашиот живот, биде ваша реалност. Примете го во полна мера преку верата во Исус. Божи благослов во името на Исус.